Стадион. Емисија за вашата вистина. Шеф на пиар тимот на Васил Гармалиев. Так, точно. Ајде, која е вистината во врска со случајно, намерно изненадени сте од реакцијата, затоа што не сте вие сигурно од вчера, не сте неписмени, знаете каков е актуелниот момент, што се случува на линија Бугарија-Македонија и повели. Ви требаше оваа контроверза за да привлечете дополнително внимание и регионално или случајно се случи? Ни на крај памет. Прво би сакал, бидејќи ве следев и предходно и имавте посериозни теми од ова. Убаво што пуштивте барем песна и направивте некоја пауза за да не најдат слушателите никаква поврзаност. Би сакал да ги поздравам и слушателите што во моментов не слушаат и ова е моето прво обраќање откако настана целиот скандал. Околу политичкиот контекст не би сакал да, бидејќи се повикавте на статусот на господин Славе Димитров, не би сакал тука да навлегувам. Причината зашто прифатив да се обратам по моментов е да одговорам на некои прашања кои, иако ние се обративме со официјални видеа на јавноста, доколку нешто остана неодговорено, тука сум за да ви одговорам. И сега мал контекст околу проектот Евровизија да дадеме. Јавноста знае, која го следи доста години, знаеме дека нито еден представник до сега не поминал без скандал. И тоа е многу битен момент во овој случај. Сите представници до сега биле предмет на исмејување, на клевети, на бомбастични наслови и така натака. При тоа да додадеме дека во тие имиња се едни од најеминентните уметници во нашата земја, Калиопи, Тоше, Тијана, Тамара и така натака, значи листата продолжува. Дали тоа јавноста секогаш го чека моментот со Евровизија за да може да креира некаква сензација или се опфатени од таа еуфорија што надвладува? Дали е тоа бидејќи имаме недостиг на здрава културна сцена или пак новинари кои повеќе подолго време промовираат повеќе вредности од колку недостатоци? Дали е тоа поради тоа што кај нас повеќе се гледаат емисии и се пратат ТВ реалити шоуа каде што нивото на култура го знаеме кој е? Не би навлагал подалеку. Хронолошки би започнал со видеозаписот. Значи, имајќи во предвид дека чувствата на дел од јавноста беа повредени од видеозаписот, видеозаписот беше повлечен, иако бевме трети на трендинг со 300.000 прегледи за 24 часа. Ние се обративме на јавноста преку статусот преку профилите на социјалните мрежи на Васил, каде кажавме дека ниту еден член од тимот кој го работеше видеозаписот, ниту пред, за време и по, не интервенираше на делото, односно поставката на уметничкото дело на нашата уметница Жанета Вангели. Нели, нормално, некој од новинарите побара официјална изјава и мислење од страна на Националната галерија. Они се изгласија во врска со случајот и тоа помина така. Тоа е инсталација на Вангели, така, на уметницата. Така. Добро, и да е бугарско знаме, јас лично, што е проблем? Па ставете и српско, ставете и грчко. Веќе од пиар аспект ако зборуваме. Не, од пиар аспект... Зошто се исплашивте толку... Таков е момент. Ето така, значи не дека ние не го познаваме контекстот, при тоа да не заборавиме дека Васил Гармалиев 20 години не живеел во Македонија и дека не е толку одблиску запознат со сите... И не може да ги разбере, да ги почувствува толку... Не може да ги разбере, така. Но, имајќи ние, тимот кој што работеше, кој што се четворица, значи видеограф, монтажер, Васил е сам режисер на проектот, значи во најлош, значи не знам како да ви објаснам,
со кој памет, да се обратам малце вака, со кој памет ние во ваква ситуација би сакале од PR маркетиншки аспект да го прикажеме, односно да ги прикажеме боите од бугарското знаме. Па за да гласаат бугарите. Мене не ми е проблем. Васил Грвалиев има бугарски пасош, како и многу други. Така. Тоа не го прави ни помалку, ни повеќе македонец. Сакам да кажам дека немало да биде проблем, можеби добар трик е бугарин да викнеме оваа година да не представува на Евровизија. Бугарски граѓанин, ме разбирате, некој пејач. Тоа ќе беше вистински штос од аспект на пиар и на маркетинг. Ако веќе зборуваме за контраверзи некој. За да ние вака полемизираме околу тоа дека би било маркетиншки трик и дека мислам дека и дури овој наш разговор би можел да биде изваден од контекст и да добиеме наслови дека тоа веќе ќе било маркетиншки пиар трик. Тоа е ситуацијата веќе излезена толку од контрола и веќе знаете и на кое ниво веќе се одлучува за представувањето на околу представувањето на Васил на Евровизија. Ние, значи, кога разговаравме и побаравме согласност од директорката на Националната галерија, прашавме дали, бидејќи станува збор за авторски права и за дела кои ќе бидат вклучени во еден проект како што е Евровизија, што ќе биде промовиран пред толку голем аудиториум, прашавме дали делата што се прикажани во сталната поставка на галеријата можеме на дел од видеозаписите да бидат вклучени во дел од кадрите. Иако фокусот на целото снимање беше куполата и интерпретацијата на Васил Грвалиев. И мислам дека од друга страна ваквиот разговор на некој начин е навредлив за сите уметници во нашата земја. За тие што не можат да препознаат крем, црвена и зелена и што не можат да направат разлика од вертикална и хоризонтална. И ако додадам на тоа дека има 3 големи портрети на Исус и дека самото дело е инспирација од Светото Тројство, мислам дека веќе не знам... тоа се универзални пораки се тие. Ета така. И ние, искрено, не бевме свесни, бидејќи вие кога снимате видеозапис, не ги анализиравме ние дело по дело. Сите овие информации ги добивме од Националната галерија во моментот кога настана овој скандал. Но, за да, нели, имајќи во предвид, повторно ќе се навратам, дека чувствата на дел од јавноста беа повредени, за да ние ги задоволиме и за да оставиме акцент луѓето да се фокусираат на квалитетите на Васил Грвалиев, на песната, на приказната, нели, да ги избегнеме сите овие скандали. Васил се обрати на јавноста како режисер на спотот, превзема одговорност и на отворен и транспарентен начин видеозаписот, иако имавме 300.000 прегледи, бевме втори на трендинг, го повлековме и прикачевме нов видеозапис. Хронолошки продолжуваме. Истите тие гласноговорници кои го нападнаа Васил дека било интервенирано на постановката на делото на Жанета Вангеле, ископаа и најдоа интервју, а претходно се заканија, најдоа интервју каде што Васил пред една година кажува дека има бугарски пасош и дека неговата баба е родена во Петрич и ја поврза, најдоа поврзаност помеѓу претходно боите на делото го поврза со бугарскиот пасош. Дека имало намера заради тоа што има бугарски пасош, да. Така. Добро, можеби тоа со пасошот лани не пречи, ама можеби требаше да го изменаџирате. Ама не сте ни помислиле, добро рековте, Васил долго време нема живеено тука и некако тешко се снаоѓа во овие зовриени прилики. Само да прашам, дали ќе биде доволно тоа што го тргнавте од макар што јас
ви реков дека не треба да го тргате од видеото. Така. Дали ќе ви помогне тоа комисијата да не одлучи негативно во поглед на натамошната бидејќи во моментот судбина на кога Гарванлиев на Евровизија? Кога настана целата ситуација, не знаевме од каде да почнеме, бидејќи ние предвидивме дека, како кажав и претходно, дека ќе има негативни коментари за видеозаписот на Васил Гарванлиев, за неговите способности. Ние сме нарочно сакаме да најдеме обавезно некаква црна дамка, за да може и да имаме причина зашто да плюкаме. Да се надоврзам дека ние најдовме аргумент која што многу скоро ќе биде објавена и јавноста ќе биде запознаена, каде има видео кој е прикачано на официјалниот канал на Националната галерија, каде што се објавени сите сталната постановка на галеријата. Има видео каде што делото на Жанета Вангели е прикачено со истиот редослед на боите како во спотот на Васил Гарванлиев. И тоа е прикачено во септември 2020 година. Нема потреба се правдате, јас само ви прашал, ако беше во боите на српското знаме или на грчкото, дали ќе се бунеше некој или... Не е битно. Вака, Евровизија е фестивал на музика, на талент и пак ќе кажем, имајќи во предвид генерално во Балканот, колку ние сме сензитивни кога станува збор за знамења, ни на крај памет PR тимот, ниту пак Македонската национална телевизија, радиотелевизија, не би помислила да си дозволе таква провокација, знаејќи особено последните 2-3 недели што се случуваше на политичката сцена во нашата земја и соседната. Па затоа насловот е вето за Евровизија поради бугарско знаме и пасош, политика наместо музика. Извонреден пеач доаѓа во ситуација да размислува дали ќе му се остварат суништата, плановите да настапи на Евровизија. Поради политика. Да. Вака, само би сакал уште некои работи да додадам. Само многу малку новинари повикаа на одговорност на сите засегнати страни во оваа приказна. Целиот говор на омраза и обвинувања и целиот товар падна на грбот и преиде во линч насочен само кон делото и лично кон Васил Гарванлиев. Без при тоа истите новинари да се обратат на носителот на овој проект, кој е Македонската радиотелевизија, и од друга страна и Националната галерија на Даут Пашин Амам, која исто така е државна институција. Прашањето е зошто сите обвинувања беа упатени само кон Васил Гарванлиев. Да, ве разбирам, меѓутоа знаете како е тој случајот со Тамара. Така? Во Американската амбасада пред колку време беше. Нема тука, тоа огонот гори се живо. Но да, ама вака ако настапувате са да не ги налутите овие од МРТВ, па одлуката што се уште не е донесена да биде негативна. Која ќе ја донесе? Вака, или донесена е па не е објавена? Не е донесена одлуката, се уште чекаме. Ние во моментов, значи јас затоа се јавив и прифатив да бидам дел од вашата емисија, само поради тоа што многу клевети и обвинувања беа насочени кон Васил Гарванлиев, без при тоа да бидат вклучени или да се побара став, изјава од сите засегнати страни. Исто така би сакал да ви известам дека е поднесено барање со жалба и представка до Советот за етика на медиумите во Македонија за сите медиумски содржини, каде се прекршени сите професионални етички норми. Добивме одговор и наредната недела комисијата ќе го разгледува случај. Да, колегата Мирче Адамчевски е таму. Гарантирам дека ќе постапат како што треба, професионално и објективно. Сите медиуми кои пристрасно известуваа и упатуваа клевети, невистини во случајот на со Васил Гарванлиев и проектот Евровизија, без при тоа да приложат докази за сето наведено, очекуваме во најмала рака да се извинат. Бидејќи ова не е само упатена од целата клевета и линч не е упатена само кон Васил. Ова е кон сите уметници. Никој
не помисли кои ќе бидат последиците од линчот што беше упатен кон него. Добро, Дриши, мораме да кажеме дека сепак има и критична маса. Колку што се собрани потписи, против, има и потписи со поддршка, има и... А што ќе правиме со 400 пораки, со закана и говор на омраза кои ги добивме на профилите на Васил Герванлиев? Дали некој ги чита коментарите и булингот, модерно кажано, говорот на омраза и булингот, што во моментов се одвива на социјалните медиуми? Дали некој ќе сноси одговорност за ова? Што доколку некој посегне и посериозно го нападне Васил Герванлиев? Дали некој помисле дека 20 годишното искуство професионално на Васил Герванлиев надвор од Македонија и 3 активни години тука во Македонија, дали некој ќе превземе одговорност за штетата што ја направија? Тој дали се движи слободно сега, да не му треба обезбедување, са не де Боже да го нападне некој? Васил секако дека во моментов е сигурен, но малце сме загрижени и го разгледуваме и тој аспект. Стадион. Емисија за вашата вистина.